Ова е само дел од првата од двете композиции на светски познатиот кларинетист, а по потекло и роден во Битола, Горан Бојчевски, кој овој период на изолација го искористи за компонирање. Едната композиција е со наслов Карантинс, а другата Рапсодија. Го контактиравме Горан, кој ни истакна дека со оглед на тоа што во последните 2 години претежно компонира филмска музика и овие две композиции се од тој жанр, а искомпонирани се за краток временски период. Бидејќи нон-стоп по медиумите има постојано информации за вирусот, сакав на гледачите и пријателите да им подарам нешто што ќе ги опушти. Компонирањето периодов ми е филтер за целата оваа ситуација. Моментално ќе се занимавам со филмската музика, бидејќи сите концерти во овие неколку месеци не ги откажаа. Иначе на повидок е новото CD со моја авторска музика, што го сними во Националната телевизија на Словенија, каде што бев посебно поканет од нивната продукција, а продуцентите се повеќе од воодушевени. Ни истакна Горан. Со Матија Дедич, синот на Арсен, имаат одличен проект, наречен Дуо, кој е доста успешен. Горан е иначе роден 1982 во Битола и влегува во редот на кларинетистите кои излегле од класата на ценетиот професор Панте Тетарчевски. Има снимено неколку албуми со класична музика, а како солист настапувал и во Англија, Франција, Унгарија, Ирска и во други земји. Бојчевски е автор на музиката за балетот Хе-Хе Хелиум, Дервишот и смртта и други, солист е на бројни оркестри, виртуоз кој настапува на секаде низ светот. Често настапува на сцена заедно со реномираниот гитарист Владко Стефановски. Бојчевски е добитник на највисоката општинска награда на градот Целје, Словенија за врвен творечки и изведувачки опус. Битолчанецот Горан со неверојатна изведба на кавал направи спој на македонската екзија и музиката од Игра на тронови, а за крај уште еден мал дел од најновата композиција на Бојчевски.